Македонија е во портокалова фаза. До сабота од УХМР до Ушповардарието и на југот најавуваат температури над 40 степени. Заштита од директна сончева изложеност, избегнување пристојно отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, редовно земање терапија кај хронично болните лица. Ова се дел од препораките на здравствените работници, а ова е дневник на регионалната К1 телевизија. Следуваат настаните кои го одбележаа денешниот ден, а потоа информациите на кои работеа новинарите од информативната редакција на нашата телевизија. СЈО најави 17 обвиненија за 18 предмети. Груевски дециден. Ова е борба против ВМРО ДПМН за слабење на Македонија. Нема корист од мерката 6 динари за килограм од купени праски. Откуп нема. Започна 19-та вардарска регата Гемиџии. По патеката на славните велешки трговци ке патуваат гемиџиите на модерното време. Нема корист од мерката 6 денари за килограм од купени праски. Откуп нема. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделие Цветан Трипуновски денеска се сретна со земјоделците и откупувачите од Росоман. Овоштарите се соочуваат со огромен проблем со пласманот на праската и покрај ниската цена. Трипуновски вели дека земјоделците апелираат да се најде соодветно решение како би имале екзистенција за нив и нивните семејства. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделие Цветан Трипуновски се сретна со земјоделците и откупувачите од Росоман. Овоштарите се соочуваат со огромен проблем со пласманот на праската и покрај ниската цена. Трипуновски вели, земјоделците апелираат да се најде соодветно решение како би имале екзистенција за нив и нивните семејства. Она што го најави Министерството како дополнителна мерка во овој период со дополнителни 6 денари за предаден килограм праска, во разговор со земјоделците слушнав, се пожалија дека практично од мерката нема никаков ефект, иако завршува за неколку дена од сега. Ефект нема бидејќи практично нема откуп на праската. Земјоделците се загрижани затоа што се оставени на милост и немилост. Високите температури придонесуваат набраното овошје кое што со часови и денови стои за откуп да не биде употребливо дури и за преработка. Некои од нив најавија дека голем дел од праските воопшто нема ни да ги берат, затоа што тоа би им представувало дополнителен трошок. Сметам дека треба Министерството во овој период подитно да донесе нови сет на мерки кои што ќе значи сигурен пласман. А пласманот ќе значи и откуп на земјоделските производи. Во овој период имаме неколку сорти на праска кои што се во завршна фаза на берба, меѓутоа во најголемата застапена сорта во овој период следува текот викендов да почне да се бере, каде што ќе имаме наплив на нови количини на праска. Досега македонскиот производ беше многу баран на европските пазари, вели Трипуновски, и додава дека ресорното министерство преку економските промотори треба да ги задржи истите. Инспекторите пак на Државниот институт за земјоделие секојдневно се на терен за да извршат увид дали се спроведува законската регулатива во земјава. Според нив нема никакво прекршување на законот, рече Трипуновски. Покрај земјоделците производители на праски со проблем околу откупот, народот се соочуваат и производителите на лубеница. Од Струмица нашите колеги од регионалната телеканал 21 ни ја пренесуваат сликата од откупните центри. Откупната цена на струмичките лубеници изнесува 4 динари од килограм. Дневно низ откупните центри во Зубово се откупуваат по 1000 тони бостан, а уште толку се извезуваат преку царинскиот терминал во Струмица. Сегашната цена на пазарите на големо е една од пониските во изминатите неколку години. Откупувачите велат дека бостанот од овој крај годинава нема да се најде на странските трпези, затоа што пазарите во соседните земји, а посебно Косово, Босна и Грција, се полни од своето домашно производство. Цената во моментот не е баш најдобра. Причина за цената значи влијаат климатските услови, значи во цела бивша Југославија има секаде бостан и до тоа мислам дојде до нагло пат на цената. Надеваме дека ќе се подобри нешто бидејќи
нема тоа да трае многу долго Бостанот. Значи, климатските услови се го прават своето. Голема температура влијае, значи, Бостанот нагло да спласнува на земјата. Само низ полето лобеници се гледа. Овој Бостан треба да иде за Бугарија и за Босна треба да иде. Значи, на сила, што се вика. Со маки го извезуваме. Ваквата ситуација во последната фаза од работата со лубениците создава револт кај земјоделците. Очекуваат од владата, а посебно од Министерството за земјоделие, да им излезе во пресрет и да најде решение за ваквиот проблем. Бостанот почетна цена не е бил никој пат 5 динара, ево денеска е 4 динара откуп, со кој не може да се покријат 30% земјоделците трошковите. Не само Бостанот, ни зелка и на се цените секоја година идат uz 10-20% се подолу и затоа земјоделците не можат да обстанат. Само владата да преземе мерки да субвенционира како во Росиман таму Кавадарци за праската што даде по 6 денар, 5 колку беше субвенции. Исто и тука и за Бостанот може да се субвенционира за колку толку да може барем трошките да се покријат ако немаат за работа. Освен со лубеницата, Струмичкото поле е преполно со домати краставици и високо квалитетни пиперки, но без реална откупна цена. Земјоделците кои одгледуваат раноградинарски култури велат дека работите стојат во место и се песимисти дека ќе се најде некое решение. Цената на доматот е околу 15 денари, а краставицата во Струмичко се откупува по 2 до 3 денари, пошто има премногу зеленчук кој е оставен да скапува. Кожувчанка отвори нов ланч бар во центарот на Скопје. Центар бар е новото место за одлично македонско точено пиво. Од менаџерскиот тим на Кожувчанка велат дека овој ланч бар ќе биде класична пивница во центарот на Скопје и задоволство им представува меѓусебната соработка со Стопанската комора на Македонија. Скопје ја доби првата ланчбар пивница. Компанијата Кожувчанка е носител на проектот вреден 350.000 евра. Инвеститорот вели дека ова е на дополнување на нивната примерна дејност, производство на безалкохолни пијалоци и пиво. Во оваа пивница за прв пат во Македонија со помош на германска технологија и франшиза, а под покровителство на Синалко, посетителите ќе можат да пробаат свежо точено пиво. Острвство на Скопје кај што главен град има многу фреквенција од наши жители и во Скопје и надвор од Скопје. Сакаме да потенцираме да кажеме дека во овој ланч бар, односно пивница, за прв пат скопјани и оние кои се движат по Скопје ќе може да пробаат свежо пиво, кое што до сега како свежо пиво немало можност да се пласира и да се продава на територијата на Република Македонија. Тоа не е наша германска технологија, германска франшиза која што со покровителство на Синалко ја добивме како идеја 2 години финансираме на македонскиот пазар и сега од тука почнуваме да го пробиваме на Скопје. Оваа пивница е доказ дека напуштените објекти од времето на социјализмот може да служат и за остварување на економски профит, вели председателот на Стопанската комора Бранко Азевски. Ние она што можевме го направиме, дадовме стар објект од социјализмот на една фирма која што е израсната во капитализмот. Значи стоиме искуство и младост, затоа таму каде што се спојуваат искуството и младоста, мислам дека секогаш има успех. Особено горд на тоа што нашиот прв трговски партнер, Сојузна Република Германија и земјата каде што македонската економија извезува најмногу преку Синалко и Кожувчанка е присутна во Македонија. Тој тренд треба да продолжи и сите наши застојувања треба да бидат свртани према Сојузна Република Германија, затоа што мислам дека како локомотива на нашиот развој она може да не повлече уште повеќе и во рамките на Европската унија и на другите светски пазари. На отворањето присутна беше и германската амбасадорка во Македонија. Би сакала да изразам срдечна благодарност пред господинот Јанчев за извонредната соработка помеѓу фирмата Синалко и Кожувчанка во минатите години. Многу добро се сеќавам кога стапив на служба во Македонија, едно од првите посети ми беше на фирмата Синалко и Кожувчанка во Кавадарци. Отварањето на овој ланчбар центар овозможи и работни места за 23 лица.
Стартуваше Вардарската регата Гемиджи. На овогодинешното издание на регатата учествуваат 60 лица. Водниот пат долг 140 на километри до Гевгелија ќе го поминат во 4 етапи и на целта ќе пристигнат во недела. Дијана Иванова со деталите. По 19-ти пат од Велесот кај Мало Мовче во реката Вардар заплови гемијата и го значи стартот на Вардарската регата Гемиджи, манифестација која го спојува минатото и сегашноста. Гемиджиите на модерното време, од Велес до Гевгелија, ќе патуваат 4 дена. 19-ти пат поред се одржува оваа регата, односно 7-ми пат по возобновената традиција за традиционалните гемиви. За кратко само ќе се вратиме и ќе се подсетиме и во Велес ќе провладее, односно ќе прошета духот на некогашниот Велес низ годините пред 100 години во крајот на 19-тиот век, кога Велес бил еден голем трговски центар и најголем дел од трговијата со Солун и со другите турски градови се одвивало точно преку гемиите и караваните. Од Сдруженијето Вардарска регата Гемиджи, кои се главни организатори, очекуваат мирна пловидба, зашто и предходно биле едуцирани сите учесници. Учесници на оваа Вардарска регата 19-та поред се 70 од денеска, кои што ќе започнат да пловат, со тоа што ќе се надополнат во утрешниот и наредните денови. Во оваа 19-та регата ќе земат учество 10 пловила кои што ќе дадат предзнак на оваа меѓународна Вардарска регата Гемиджи. Сите оние граѓани кои што имаа желба да учествуваат на Вардарска регата се присутни. Можеби оваа година имаме малце борба со временските услови, но сепак сметаме дека тоа не е голема бариера за овие млади момчиња кои што решија да заплуват во Вардар на оваа регата. Вчера вечерот пред споменикот на гемиджиите со настапот на црковниот младински хор Свети Кирил и Методи, младинското драмско студио Словото, оркестарот за народна музика Александрија и велешките пензионери се чествуваше гемијата. Сдруженијето на лица заболени од дијабет Шекер Челилипоп го представи првиот регистар со податоци на опфатот на лица кои се со дијагностициран дијабетес. Бројот на заболени од дијабетес се зголемува во светски рамки, но и кај нас. Процентот на заболени од оваа болест во Велес изнесува 13,3%. Од Сдруженијето на лица заболени од дијабет Шекер Челилипоп упатуваат апел до помладите и ризичните групи за поголема внимателност во летните и топли денови и да водат здрав начин на живот за да не се соочат со сериозни здравствени проблеми. Сите треба да ги примаме редовно терапиите, дали е таблетарно, дали е инсулино. Оние што имаат можност, а инсулинот имаат можност сите, редовно да прават профили, односно да мерат ниво на гликемија. И гладни, и најадени, бидејќи времево, посебно овој период летниот е веќе со глобални затоплување и многу жешко, полесно се троши енергијата, односно течностите до нашиот организам, че да внимаваат на шекерот, односно нивото на шекер во нивниот крв. Сдруженијето на лица заболени од дијабет го изготви и го представи првиот регистар со податоци на опфатот на лица кои се со дијагностициран дијабетес. Оттаму посочуваат дека пациентите не се соочуваат со сериозни проблеми од недостаток на инсулинска терапија и дека инсулинот е со добар квалитет. По болест шеќерот не е нешто, да речеме, царска е рекле. Таа е царска болест, точно, но подмолна. Подмолна затоа што работи во организамот и решти. Од вкупната бројка на евидентирани лица со дијабетес во Велес, најзастапена е возраста од 55 до 64 години, со 2003 лица или 33,84%, а втора е возраста од 65 до 74 години, поточно 1870 лица со 31,59%. Нова театарска премиера. На големата сцена утре вечер актерите на Велешкиот театар за прв пат ќе одиграат представата Тирамису. Текстот е на полската авторка Јоана Овшијанко. Режија и адаптација подпишува Теа Беговска.
која за представата ќе рече зборуваме за баналности, а не за суштински нешта. Се претворивме во машинерија диригирана од луѓе кои заборавиле на вистинските вредности. Маја Јутков, Зорица Панчик, Талија Настова, Марија Стефановска, Фајк Мафаиловски, Жарко Спасовски, Душица Настова и Румена Шопова се носители на ликовите од оваа представа, која е четврта продукција од годишната програма на Велешкиот театар за 2017 година. Продолжуваме понатаму со вестите од Македонија. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска упати препораки за заштита на животните и домашните меленици за да се спречат несакани појави како резултат на високите температури. Од агенцијата информираа дека е потребно на животните да им се обезбеди доволна количина и постојана достапност до свежа и чиста вода, да се држат во проветреани простории, да се внимава на густината на сместување на животните во објектите и да бидат заштитени од директните дејства на сончевите зрачења. Продолжуваме со останатите вести од земјава. На ден пред истекот на законски определениот рок во кој специјалното јавно обвинителство имаше право да поднесува обвинителни акти, на пресконференција Катица Јанева објави дека покренуваат 17 обвиненија за 18 предмети. Во овие предмети, како што соопшти Јанева, осомничени се 94 физички и 7 правни лица. Ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази, што во бројка представува 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица. Со претходно поднесените пријави, СЈО вкупно има поднесено 20 обвиненија, кои се произлезени од содржината на незаконски следењето на комуникации. Оно што за мнозинството е симптоматично од работењето на СЈО е фактот што во обвинителство не покрена ниту едно обвинение за функционери на ДУИ, иако деновиве на социјалните мрежи се појавија документи на кои се гледа дека СЈО отворило истражна постапка за неколку високи функционери на ДУИ, но многумина реагираат и за тоа што ово обвинителство беше секогаш во корелација со СДСМ. Како никогаш досега во Европа, ВМРО ДПМН е нападната. Ова е класично политичко гонење на стотина членови на ВМРО ДПМН со цел партијата да се уништи, рече на пресконференција председателот на партијата Никола Груевски. Тој потенцира дека станува збор за политички прогон, а не за правен. СЈО стана инструмент на СДСМ за политички прогон на партијата. СЈО не е обвинителство. СЈО е канцеларија на СДСМ. Најголем показател дека е политички процес, кој има политичка цел, е тоа што носи одлуки без никакви правни докази. Повторувам, без никакви правни докази. Процесот е политички, а не правен. Таков политички процес треба да финишира со политичка, а не правна цел. Целта е ВМРО. Целта е кршење на ВМРО, политичка елиминација и ставање под контрола за поголеми цели, кои се потребни на оној кој го креираше целиот овој процес. Таргетот е ВМРО. Сите случаи се против ВМРО. Обвинети се судии, членови на ДИК, новинари, само со една и единствена цел – да се заплаши судството и да се одлучува во корист на СДСМ и СЈО. Нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и на националните интереси на Македонија. Што одолеавме на многу притисоци и закани, поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ, што одолеавме на неприфаќање на потпишување на разни штетни за нашата нација договори, или пак спроведување на платформи на туги држави. Што се боревме за унитарноста на нашата држава. Што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некои други, што ја посакуваат. И што некој друг прифатил поинаку, па не знае како тоа да го изведе при силна и цврста ВМРО ДПМН со над 170.000 членови и 455.000 гласачи.
Конструктивноста на ВМРО ДПМН завршува денеска. Ние се плашиме само од судот на историјата. Не е само Никола Груевски во прашање, туку и стотина членови на нашата партија, рече тој. Сега е времето историјата да оценува и да суди. Зашто ние се плашиме само од судот на историјата. А СЈО ќе биде после некое време оној дел од историјата од кој ќе се срами секој што ја сака оваа држава. Овде очигледно не е само Никола Груевски во прашање. Туку во прашање е една идеја за Македонија, силна, цврста и самостојна, која сакаа да ја скршат и се спремни на се заради тоа. Груевски истакна дека ова е класична политичка и антимакедонска конструкција, но дека и днината тоа ќе го докаже, како што ќе се докаже и историската одговорност која ја носат сите овие лица, кои што мислат дека времето започнува и завршува со нив, рече Груевски. Од денеска до сабота, земјава ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза. Се очекува температурата на одредени места да го надмине 40 степен. Поради високите температури, Министерството за здравство препорачува од работни обврски да се ослободат бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавачите да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Се препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а во детските градинки да не ги изнесуваат децата на отворено во овој временски период. На граѓаните им се препорачува да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престои на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, конзумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните. Со цел да се спречи труење со храна, која е честа појава во летниот период, Агенцијата за храна и ветеринарство порачува граѓаните да внимаваат на исхраната. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат учесниците во сообраќајот да избегнуваат патување во периодот од 12 до 16 часот. Од 1 до 4 јули во посета на земјава ќе присуствува специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција за прашањето за името Метју Нимиц, соопшти канцеларијата на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации. Нимиц во Скопје доаѓа на покана на македонската влада. Се наведува во соопштението со цел да се разговара за начините за постигнување напредок во разговорите со посредство на Обединетите нации за изнаоѓање заедничко прифатливо решение за прашањето за името. Предвидено е Нимиц по посетата на Скопје да замине за Атина на покана на владата на Република Грција. Насилничките албански криминални банди имаат превземена контрола врз пазарот на дрога во Велика Британија, соопшти денеска Британската национална агенција за криминал НЦА, промовирајќи го својот годишен извештај. Во извештајот се вели дека албанските банди се претвориле во значителна закана, која доминира на илегалниот пазар за кокаин. Овие банди, кои како центар на својата криминална и легална активност го имаат Лондон, но се присутни во внатрешноста на Велика Британија, се истакнуваат по нивните насилнички методи. Вестите од светот во продолжение. Трансформација на косовските безбедносни сили во војска на Косово нема да има, се додека не се исполнат предвидените услови, но не се добие и согласност од представниците на немнозинските етнички заедници, порача генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг. Како што пренесуваат тамошните медиуми, генералниот секретар на НАТО потенцирал дека премногу значајно е трансформацијата да биде во согласност со Уставот и дека алијансата е фокусирана на случувањата и е во постојани консултации и блиски контакти со косовските власти околу ова прашање. Брекзит ќе создаде голема дупка во буџетот на Европската Унија. Според еврокомесарот за буџет Гинтер Етингер, ова е очекувано, бидејќи Велика Британија била членка со големи вложувања во буџетот на Унијата.
Првичните проекции покажувале дека буџетскиот кусок ќе изнесува околу 16%. Како можности за надминување на оваа ситуација што се очекува да се појави по 2019 година, кога британците треба да се повлечат од Европската унија, еврокомесарот ги наведе помалото издвојување за земјоделците или воведувањето на данок за финансиските трансакции. Македонија денеска до сабота ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза. Температурата на одредени места се очекува да го надмине 40 степен. Денеска имавме сончево и многу топло време. Во источните делови ќе има мала до умерена облачност и услови за краткотраен дожд. Ќе дува умерен југозападен ветер, кој повремено ќе засилува особено на запад. Дневната температура се движеше од 33 до 40 степен. Тоа е се што подготви информативната редакција на Кајадан. Јас ви благодарам за вниманието и останете и понатаму на нашата програма. Пријатно!